не само фотографи, туку и од другите области на уметноста, ретко кој живее само, значи тоа се неколку, не знам, официјални, како ги викаат, државни уметници кои што имаме неколку примери кои што такви примери на државни уметници кои што земаат пари од државата, дали како пензија или како непишен договор дека секоја година ќе добиваат пари за своите проекти, иако тие проекти упорно со годините се покажува дека се неквалитетни. Од 2005-2006 кога дипломирав наваму, не сум сигурен дека работите одат баш на добро, иако се оформија некои институции во рамките на филмската дејност, како најпрво филмски фонд, па потоа агенција за филм, и со формирањето на тие институции наводно требаше целата работа повеќе да мрне, али нашата држава во немање на фокус, во немање на вистински интерес, многу брзо го запусти сето тоа. Така да и покрај постоењето на тие институции, јас мислам дека работите се далеко од добри и ќе се согласам скроз со Наташа, испаѓа дека има неколку луѓе или неколку групации кои што може да остварат некаква живеачка од занимавање со филм, а сите други треба или да бидат вечни ентузијасти или филмот да им е хоби, а да не се лажеме, филмот е скапа уметност, е еднаква на градење катедрала на моменти, значи навистина скапа работа во која што се вмешани многу луѓе. Филмот не може да биде само хоби.